работа. Со тоа значи не се ограничува ни времето од еден до друг подој. Не се ограничува нити бројот на подоите, нити времето, растојанието меѓу еден и друг подој. Но, во принцип, мора да се внимава детето да прекине со цицање, односно мајката да му прекине доењето, тогаш кога ќе почувствува дека детето е надоено, нахрането и сито. Тоа од прилика. Кај некој повеќе, кај некој помалку, трае 20 на 25 минути и во ситуации кога мајката исправно го дои детето, затоа малку ќе поразговараме, тогаш за тие 20 на минути детето и ќе одмара, бидејќи е тоа заморен еден чин, и ќе одмара, и ќе цица, и ќе се нахрани, ќе биде сито, и тоа без да му наметнуваме ритам, тоа околу 2,5-3 до 4 сати ќе спие во тек на денот. Ноќните подои од прилика се такви да детето прави поголеми паузи меѓу едно и друго доење, но тоа само ќе си го одреди ритамот. Така, кога сме веќе кај ноќните подои, честопати се напоменува и кога ќе одат младите мајки во советувалиште дека од многу битен карактер се да не се изоставаат ноќните подои. Ќе ни кажете ли зошто? Порано ние пропагиравме еден од тие сумијано такви беа согледувањата, сознанијата, да кажеме последниот вечерен оброк да биде некаде пред полноќ, околу 23 часот за овој ден, а првиот за следниот ден да биде некаде околу 4-5 часот во зорите. Но што ако во меѓувреме детето се разводи, има потреба? Тоа е многу индивидуално. Дори грото од дечињата во тој период главно спијат, но ако детето се разводи, инсистира и бара доење, тогаш мора да му се даде, затоа што ако не му се даде, се прави еден волшебен круг, тука ќе се, да кажеме, вознемири детето, ќе се вознемири мајката и секое вознемирување кај детето повлекува после да не сака да цица или мајката да има помалку млеко, така да тоа не е пожелно. Да му се пружи оброк на детето тогаш кога ќе побара и за да не изумам, јас сум постар па заборавам понекогаш, мора да се внимава кога зборуваме за доење, сега го викаат ексклузивно доење, тоа треба да трае што е подолго, во смисла на неколку месеци. Порано дури од првиот месец почнувавме со сокче од лимонова, но поради тоа што живееме во ера на една огромна експанзија на алерголошки, алергични заболувања, а во нашата околина има огромен број на алергени, сега инсистираме првите неколку, 4, 5, па дури и до 6 месеци, осем мајчиното млеко, детето да не добива ништо. Се разбира, ако нормално се следи, ако се следи кај матичниот педијатар детето, значи ова треба да биде принцип неколку месеци без било какви додатоци. Така, значи мајчиното млеко ги... Мајчиното млеко има се што му треба на детето. Ги задоволува основните потреби. И имунитет, и градежни материјали, и љубов пред се. Така, апсолутно. Кажавме на самиот почеток дека сите емоции од мајката преку доењето се пренесуваат кај детето. Сега одиме на нешто стрикно, имаме и слайд за таа работа, во врска со физиологијата на млечните органи. Би сакала да го погледнеме слайдот од режија, вие да ни го прокоментирате, доктора? Вака, сега јас не би одел во детали на анатомијата на дојката, тоа многу на мајките нема да им помогне. Она што е битно, морам да го нагласам, да знаат сите мајки, дека дојката не е резервоар за млеко. Така? Дојката ствара млеко тогаш кога ќе биде подадена на бебчето, на детето. Значи, млеко се ствара воглавно во моментите кога детето ќе цица. И сега овие на крај што ги гледате према брадавицата, оние затемнети делови, тие се викаат синусоиди, синуси во кои што се, како би ги нарекол, казанчиња, во кои што се собира млекото кое што во оние гроздести
горе жлезди се ствара и преку одредените каналчиња се собира тука и детето цицајчи го впива тоа млеко. И уште нешто да нагласам, дека како што дојката не е резервоар за млеко, исто така брадавицата не е орган за цицање. Брадавицата е само помошен дел. Така да, кога ќе зборуваме за исправната поставеност на бебето на дојката, мора да се знае дека брадавицата не е главниот дел. Има многу мајки кои што имаат лоши или дури никакви брадавици, а имаат перфектен млечен орган и детето може убаво да се нахрани. Сега би сакала да ве прашам, дали постојат некои неопходни услови за создавање на млеко, кога веќе кажавме дека физиологијата на дојката е таква да преку каналите ето се излачува млеко, инстинктот проработува во моментот со породувањето. Да ви кажам, одма да ви одговорам, дека природата се погрижила за све. Со самиот акт на раѓање, кај мајката престануваат да се излачуваат оние хормони, тоа се едни материи кои што се лучат во организмот на бремената жена, кои што се одговорни за да ја задржат и да ја дотерат до крај бременоста до раѓањето. Дали тоа подразбира? Со актот на раѓањето и спаѓањето на плацентата, тие хормони престануваат да се ствараат други кои што му наложуваат на организмот преку мозокот и други органи и други жлезди до млечната жлезда. На млечната жлезда организмот и наложува да почне да ствара млеко. Наедноставно кажам. По ова навидум изгледа дека доењето представува лесна работа, меѓутоа се наметнува прашањето дали мајката, која што ето првороткиња на пример, треба да поседува одредени предзнања за да знае како да го изведува чинот на доењето, или тоа како инстинктивен рефлекс се јавува со моментот? Сигурно. Колку човек ќе биде по-информиран, толку е по-корисно, по-добро и мислам дека тој период до толку големо незнаење одамна нашето општество го надмина. Сега немаме толку неписмени и тоа, но што со тие, да речеме, наповнав неписмени кои што порано биле неписмени, а израѓале и одгледале по 7-8 деца. Природата си го направила тоа. Добро е да се познава и физиологијата и анатомијата на дојката и начинот на доењето, еве со разноразни литератури кои што вие млади ги одамна упражнувате. Ама во природата, да речеме, еве сите во животинското царство, сите цицачи се животни кои што не знаат да читаат, ама си ги цицаат новороденчињата многу убаво. Викам, добро е да се знае, ама и самиот природен инстинкт посвети родилката на доењето. Некои мали да речам корекции во техниката на доењето, во негата на дојките и така натаму, добро е да ги знае мајката, а тоа е многу мало. И сигурно е од самата важност на доењето како чин од кој што зависи животот на новороденчето, произлегува дека е тоа и тешко и сложено. Меѓутоа, милиони години мајките си дојат децата. Не би требало да е. Не би требало да е проблем. Така. Доколку нашите гледачки имаат одреден проблем, а не би сакале да го имаат секако се однесува на доењето, повторно потсетување на студискиот телефон 231 215. Оставете го вашето прашање во режија, со што на самиот крај емисијава ќе биде одговорено од специјалистот педијатар Климентија Матовски. Докторе, секако она што понатаму ќе разборуваме ќе биде многу поинтересна тема во однос на воведот и важните фактори кои што треба да се знаат, да се однесуваат на доењето, а тоа се проблемите кои што го пратат доењето. Подробно зборувавме за тоа колку и зошто е важно доењето и како се изведува доењето, а сега ќе проговориме за некои проблеми кои што го пратат доењето. Кои се тие што треба да се знае за да не се дојде до одредени проблеми и каков е третманот за нивно постранување. Еве како основен проблем, а го напоменавте претходно, дали обликот на брадавицата влијае врз доењето? Сега ова е малку посериозен, бара посериозен пристап, затоа што навистина знаат често да се јавуваат помали, поголеми и некогаш и сериозни проблеми кои што произлегуваат од
чинот, од актот на доењето. Уште за време на бременоста дојката се трансформира, се видоизменува, се подготвува за новата функција. Таа веќе нема да биде само убав декор на жената, ами веќе ќе има сериозна функција во зачувувањето на еден нов живот. Од самото тоа произлегуваат проблеми. Јас ќе се обидам накратко да нагласам неколку. Например, многу од дојките ќе испопукаат, ќе се разлажнат, се откинуваат цели парченца од брадавицата, тоа е многу болно. Се наталожуваат разноразни инфекции, особено габички, се на самото, бидејќи и устната празнина од бебето, а и млекото се многу убава средина за вирење на габички, на микроорганизми и други што стварат инфекции, лошата техника при доењето, болките кои што настануваат, да речеме, може многу често е тоа, може нагло да надојде млеко, па да набрекнат страотно дојките, да се зачепат овие каналчињата низ кои што истекува млекото, да заостане млеко, па дојката се инфицира, се воспалува, е болна, детето не добива онолку и онака како што сака млеко, мајката се чува заради болката, настават одредени рефлекси, детето ќе се тргни, мајката малку бега, си мисли чекај после 10 минути помалку ќе ме боли, па ќе му дадам тога што одложување има многу лоша последица, затоа што после 10 минути проблемот ќе биде уште понагласен. Така да тоа е една цела плејада на проблеми, проблемчина кои што за сите други кои што ја бодриме од страна мајката, некои ќе ја искараат, ти не се трудиш доволно, а која мајка не се труди за своето собствено дете? Која не сака детето да биде весело и наспано и добро да напредува? Нема таква мајка. И тука настануваат доста проблеми. Тоа е навистина. Меѓутоа, можат многу лесно да се надминат или барем да бидат значително поублажени, доколку мајка која што ќе почувствува дека почнале мали проблеми околу нејзините дојки со тоа и доењето, да се обрати на дали во советувалиштето, дали на матичниот педијатар, било како, да се обрати сепак да послуша и други мајки како ќе ја посоветуваат, но да се обрати и на лекар кој што ќе знае да ја упати најприкладно. Една од причините во врска со проблемите кои што го прават доењето, сега напоменати навици, е секако лошата или добрата поставеност на бебето. Она што мајката мора да го знае како правилно да му ја понуди својата дојка на своето бебе и на бебето на еден вистински адекватен начин да ја прифати дојката. Во врска со ова прашање имаме слайдови, ќе ги прокоментираме паралелно, така, и ќе објасниме на кој начин треба мајката правилно да ја понуди дојката. Еве овде два слайдови, две слики. Ова што на екранот нам ни лево, гледачите гледаат десно, е правилната поставеност и она другата е неправилна. Навидом слични, еднакви, но извонредно многу различни. Принципијално детето не цица од брадавицата. Цица од дојката. Така да, ако мајката му ја подаде само да си ја прифати дојката, тогаш тоа самото ќе се намести вака како што е на следниот слайд слика. Можеме да видиме. Ајде. Е така. Долната устна и брадавичето од детето. Брадето од, не брадавичето, лошо се изрази, брадето од бебчето треба буквално да се допиркаат до оној кафејав дел од дојката што е под брадавица. Со тоа што ако така биде поставено, тогаш носето може да се допирка до горниот дел од кафејавиот дел, ни ареола го викаме тоа, но воопшто нема да му пречи
и најголемата дојка во цицањето, односно да ќе може слободно да диши. Тоа е главен и основен услов за детето успешно да цица. Вамо на другиот слайд, кој што е сега на левиот дел од екранот, и лошата поставеност, така. Тоа е веќе лоша поставеност, детево ја има лапнато само брадавицата и од тука не може да добива од оние синуси што ги реков ја каналчина во кој што се збира млекото, не може да добива уредно млеко, тоа се мачи, мајката ќе се мачи, брадавицата ќе биде разгризана, ќе напукни, ќе оболи и после ќе почне цел еден циклус на проблеми. Така, на следниот слайд. Тука покажуваме исто така. Оваа мајка, да кажеме, на оваа шема, буквално застанала така како што треба и сега ќе му овозможи на бебчето само да си ја опфати дојката и само ќе се постави, ако му дозволите на бебето, само ќе се постави како треба. Ако тоа не може само, со едната рака што го гушнува детето, да речеме, ако му ја подава левата дојка, со десната рака ќе го опфати детето горе, а со левата, меѓу ноџињата, ќе му го опфати, да речам, газето на бебчето и ќе го приближи накај себе и ќе гледа брадето и долната устна да му допиркаат на долниот дел од овај кафејавиот, засенчениот дел од брадавката околу брадавката, а носето само да се допирка до горниот дел. И на тој начин и слободно ќе цица и слободно ќе диши. И на следниот слайд имаме уште еден начин на доење, а тоа е доење Сега многу мајки, да кажеме, во почетокот кажавме треба веднаш да биде ставено на дојка, веднаш после раѓањето, а и после мајките доењето е извонредно напорна работа за секоја жена и мајка. Ова е една од многобројните пози во кои што положби во кои што жената може да и да одмара на некој начин и успешно да си го надвиде. Така. Еден од проблемите кои што, како што кажавме, дека обликот на брадавиците може и не мора да влијае на брз доењето, како посериозен проблем представуваат повлечените брадавици на мајката. Каков третман би посоветувале во таков случај? Веднаш да кажам, третманот може да биде едноставен со една мала мануелна операција со рака, со прст, докторот да ја извлечи, постојат и со разни пумпи, загреано шише, па по пат на вакуум да биде извлечена. Те можеме тука и слайдот да го покажеме на краток да биде извлечена брадавицата, но за да не дојде, многу е битно да не дојде до таква состојба, за време на бременоста, јас години уназад им замерам на моите почитувани колеги гинеколози, кои што ги следат бременостите кај жените, многу ретко се присеќаат да ги погледуваат и дојките, затоа што дојката мора да биде подготвувана за време на бременоста, за она што ќе следи после раѓањето. Така. Некои од мајките, докторе, се наоѓаат во заблуда, можеби и владе мислењето, а јас би ве прашала вас дали ќе се сложите со констатацијата, дали поголеми гради значат и повеќе излачување на млеко? Не, ни случајно. Така. Големината на дојката воопшто нема, ама буквално никаква врска со количината. Казав јас со една моја реченица дека дојката не е резервоар за млеко. Така. Дојката е орган кој што ствара млеко во моментот на актот на цицање на бебето. Значи и најмала, буквално и најмала дојка, која што има здраво жлездесто ткиво за стварање на млеко, во актот на доењето, дури вака навидо може да се има впечаток дека таа толку мала дојка што ќе створи? Таа може да има доволно млеко и за два близнаци. Така. Сега кажавме дека недоволната количина на млеко представува одреден проблем. Сега дали наспроти недоволната количина на млеко може да биде проблем и преголемата количина на млеко што ќе резултира со преполнети дојки, кои се последиците секако од ова појава и дали треба соодветно да се третира? Извртено поставено прашањето.
Голема количина млеко, што е тоа? Поголем испуштен млас? Не. Проблемот настанува ако тоа млеко заостане. Така? Не биде дојката навреме адекватно испразнета. Така. Тога настанува проблем. Ако мајката навреме ја испразни дојката, целосно, кога се празни дојката, од овој подој мора да излезе мајката до следниот со празни дојки. Дали тоа подразбира доколку бебето не ја истица целата количина на млеко кое што во моментот е собрано во градата, треба да се... И тоа е двојбено. Многу зависи дали детето со тој подој се надоило, се нахранило. Ако се надоило и се нахранило, јас често пати, дури и контраверзно укажувам, можда е покорисно мајката да го измолзи, да го изфрли тоа млеко што заостанало, отколку да заостани во неја. Барем во првите денови на доењето, кога најмногу настануваат овие проблеми. Значи, покорисно е да го измолзи млекото и да го изфрли, отколку да го чува во себе, па да се зачепат овие каналчињата и да заостане млеко. Мајчиното млеко, без да се држи во фрижидер, природата го направила такво, со своја самоодбрана, може на собна температура да остане дури 24 сати и да не биде расипано. Да му се даде повторно. Повторно да му се даде истото тоа млеко. Значи, сега, ова, да не бидам лошо разбран, да ме разберат мајките, еве, ќе се измолзам и ќе го чувам кај годе, какво било. Сега, скоро во секој семејство, не скоро, него, имаме сите по некаков фрижидер, па може да се чува. Меѓутоа, дури е покорисно да се изфрли ако треба, за да не заостане млеко во... И сега би напоменале за начините на кои што може мајката да го испразни она количина млеко кое што останала во дојка. Тоа веќе може со неколку напомени веднаш да биде кажано. Најадекватно и најсигурно е цицањето. Сега, ако сепак заостанува поголема количина млеко, не го доистицало сето млеко бебето, тогаш и ако веќе почнало зачепување и тоа, најадекватно второ поред е мануелното, значи рачното измолзување. Можеме да го погледнеме тоа. На тој начин најмалку ќе бидат оштетени овие жлездата и дојките и најлесно и најбезболно. Се друго е повеќе болно. Има разноразни механички помпи, па има, може да ги видиме на слайдовите, има, да речеме, шише со пошироко грло да биде загреано, па да се вовлече дојката, еве овде се еден вид шприцеви. Да. И шишето да се постави на дојката, и бидејќи тоа загреано, ќе створи еден мал вакуум, па вакуумот ќе повлече млеко. Но, превасходно е, ова е тоа природно измолзување, но да се внимава на тоа сознание дека не брадавицата, ами оној кафејавиот дел околу брадавицата е ефективниот дел, кај што се тие казанчиња за млеко собирни, тие да се истискуваат и од тука мајката млеко ќе може слободно да измолзи. Така, на следниот слайд ќе видиме друг начин. Ова е една механичка помпа. Така, во сите апотеки има, сега има избор на овие, меѓутоа јас не одам веднаш да ги препорачам нив, затоа што природно е рачно сама мајката да научи да се измолзи. И најбезболно. Наредниот слайд покажува. И ова е еден механички шприц, ствара вакуум и повлекува млеко, но и можноста за оштетување на брадавицата и ова, и тешкотија околу хигиенското одржување на овие шприцеви и така натаму, тоа само ја усложнува работата. Така, имаме уште еден начин, тоа е општо познатиот начин на топло шише. Топло шише, ова јас неколку пати го напомнав. Така го споменавме веќе. Така, тоа беа следовите доктори кои што кажува во врска со олеснување на проблемот, кога мајката има преголемо количество на млеко и мора да го... Не би го крстил така.
Не кога има преголема, него кога заостанало. Заостанало млекото. Кога заостанало во градот, тога ствара проблем. Така. Тога ствара проблем. Така. Сега би споменале кои се сигурни знаци дека бебето прима доволна количина на млеко. Сигурни знаци се, веднаш ќе ви кажам, здраво, весело бебе. Така. Тоа се заморува, а и други механизми влијаат врз тоа, кој ќе се насица, тоа сладко, мирно ќе спие и нема ништо на оваа земјина кугла посладко од кога спие бебе. Така. Да. Сега наспроти тие, да речем, пријатни чувства кои што така бебето веќе се визуелно очигледни. Кои се факторите кои што негативно влијаат врз резервите на млеко, односно факторите кои што влијаат на мајката, а се однесуваат на негативно недоволно количество на создавање на млеко? Видите, има многу. Така, неколку би напоменале. Огромен список е на проблеми и на причини, фактори кои што допринесуваат мајката да има помалку млеко. Така. Но, за да не го прескокнеме, има помалку само количински. Така. Квантитативно. По однос на квалитетот на млекото, да нема никакви резерви кај ниедна од нашите слушателки. Секоја мајка има квалитетно млеко. Секоја. Така. Буквално секоја мајка има квалитетно млеко. Сега прашање, некоја има помалку, некоја повеќе, некоја доволно, некоја недоволно. Сега фактори се, прво би рекол, психоментални. Мајката мора да си се убеди. Ова дете живее заради мене и од мене. Неговиот живот зависи од мене, а преку мене, односно од мене преку млекото. Так. И јас морам да се трудам да имам. Тоа е првиот чекор, да биде убедена дека мора да си го дои детето. И да води еден највообичаен, најнормален хигиено-диететски режим. Така. Кога велам хигиено-диететски, мислам најнормално да се исхранува, најнормално да живее. Сега стресовите, проблемите во семејството, во општеството, може. Како што споменавте, мотивираноста, немањето поддршка, немањето поддршка во лошата поставеност и тоа го напоменав. Многу важно. Така. Доволно е на мајката еден од семејството да каже, ти си со намера или без намера, злонамера или добра намера, да каже, ти си лоша мајка, не можеш убаво да си го доиш детето, немаш млеко, и уште ако е малку поемотивна, мајката, лоши резултати. Тука може да има сериозни проблеми. Зато апел до сите кои што ја обкружуваат мајката и бебето да бидат одмерени во тој период. И да знаат дека сигурно ниеден од нив не сака тоа дете да биде здраво и добро повеќе од мајката. Го напоменавте многу пати. Ниеден априори. Така. Би се одморили, докторе, со краток блок на реклами и следуваат блокот реклами. Доктор Ацо Размовски, специјалист по интерна медицина, 20 годишно искуство и успешна работа. Сега во собствена ординација, Ендомедика, најсовремена апаратура, единствена во регионот, специјалистичко интернистички прегледи, ехо прегледи, ЕКГ на срце, гастроскопија на желуник, колоноскопија на дебело црево. Ординацијата работи со здравствени книжки, упати и сини картони. Во Ендомедика можете да го изберете и својот матичен лекар. Искуство. Специјалист педијатар Климентија Матовски, доктор по медицински науки. Докторе, објаснавме некои влијанија кои што позитивно или негативно влијаат на доењето, но во секој случај морам да забележам дека низ сиве овие изминати минути додека говоревме, охрабрувачки делувате на мајките, се трудите да ги релаксирате во врска со сите оние пропратни негативни влијанија кои што може да се јават да ги создава доењето. И сега како едно од нив би го напоменале влијанието на бебето кое што многу плаче, односно како да му се помогне на семејство чие дете многу плаче. Што мислите, кои се причините зошто може бебето плаче, дали е тоа замор, болка, глад или нешто друго? Овде може само воопштено да разговараме, затоа што плачот е општ симптом. Така. Детето плаче заради се и сешто. И секое генерализирање може да не однесе во грешка.
тоа може да плаче заради ништо. Но може да плаче и најчесто плаче затоа што нешто му фали. Нешто се случува. Нешто се случува со тоа дете. Сега, во принцип, ако е детето здраво, мајките знаат кога е детето здраво. Мајката го познава своето дете по начинот на плачење. Таа ќе си го препознае по дишењето, по спиењето, по гримасите, по начинот на кој што цица и така натаму. Предалеку би отишле сега ако земаме да објасниме. Значи, ако мајката чувствува дека детево не е како пред малку, не е како вчера, не е како синоќа, не ми цица така, не спие така, не се однесува така и така натаму, тогаш треба да се бара причина зошто тоа дете до вчера не плачеше, денес плаче. Може да е гладно. Тој ден мајката навистина да имала заради позитивни или негативни случувања во животот, да имала причина заради која што дојката спорила помалку млеко и детево е гладно. Може да му е студено, може да му е жешко. Така. Може да се сменило нешто во околината. Може да е галама. Може да слуша друга музика поинаква од она на која што се навикнал. Зборувам и за новороденче. Так. Знаете, уште веднаш детето е човек. Човек кој што и расудува и разбира. Новороденчето е човек кој што е единка. Не е човек во минијатура, тоа е единка човек со своји потреби и желби. Така да прво на тоа треба мајката дали е нахрането, дали е наспано, дали не е измочано, покакано, дали не му е студено, дали не е претопло, има ли температура, нема ли температура, се случило ли во семејството нешто. Еве, нека пробаат мајките кои што имаат новороденче од пред 10 дена, нека развикаат дома со сопругот, со татката на детето. Нека го подигнат тонот, ќе видат дека и детето ќе се расте. Тоа се манифестира на детето. Така. Значи, треба да се бара тоа. Не секогаш е во прашање болест. Так. Не секогаш. Сега, ако сиве овие услови се задоволени, а детето и понатаму продолжи да одбива да цица, одбива да спие, плаче, тогаш треба да се консултира човек на кого што мајката има најголема доверба. Така. Дали како една од причините заради која бебето плаче може да бидат, како што ние мајките умееме да кажеме, болки во стомачето и дали е неопходно бебето да издригне после секое доење за да се намалат тие гасови кои што се ствараат? Тоа е и тоа многу широк појам. Може. Гасови му се ствараат на детето при разработката на храната, во желудникот и во цревото се ствараат гасови и детето не умее или не може се уште да успее да ги испушти тие гасови, да има грчеви и да го боли мешето и да плаче заради тоа. Тука и обична масажа малку би помогнало, бањањето обавезно, најмногу од се да не се оди веднаш на лекови, бањањето најмногу би помогнало, а тоа издригувањето многу е важен елемент. Ако детето нагло голта, а во првите 3, 4, 5 минути навистина детето нагло голта, иако на мајката нагло и надоаѓа во тие мигови млеко, голтајќи детето голта и воздух. Тој воздух во желудникот на бебето ствара меури од гасови и често знае со нив и да со воздухот, со гасовите и да поврати. Многу корисна, манипулативна една акција на мајката е, откако ќе заврши актот на цицање кај бебето, така спокојно, мирно, без нагли покрети, да го исправи малку, да биде бебето поставено во една хоризонтална положба, дали да го легне награди, дали на рамото, тоа е веќе индивидуална работа. И обично децата издригнуваат и тога се смируваат и дури и помалку повраќаат. Но, да не заборавиме, и една категорија, јас ги викам викачи. И во моите објавувани трудови многу често манипулирам со таа група бебиња викачи, кои што не се болни, се нахранети, не им е жешко, не им е студено, но сепак плачат. Се преповиени, сепак плачат. Дозволите темперамент. Барат внимание. Барат внимание, во право.
во право сте. Треба во такви прилики, ако на детето све му е удоволено, нека се преслишаат родителите или тие што го окружуваат, реков музика, реков мирна, тивка атмосфера, насмевката на родителите, особено на најблиските, на мајката, или методата голо тело на бебето врз голо тело на родителот. Самата нешто близкост. зборував за првите неколку минути после раѓањето. Во тие први мигови, додека е тој колострум, не бела маса, ја викаме, на врз бебето, сиреста маса, што сега веќе само ја забришуваме, не ја миеме, таа е полна со антибактериски, антивирусни материјали, го заштитува бебето и да го стави мајката бебето врз своето голо тело. Тоа дете, миризбата на мајката, 100 години да живее, 100 години ќе ја памти. Така. Докторе, верувам дека ова тема која што вечер обработуваме апсолутно бескрајна, да имаме уште можеби 2-3 часа, сигурно би проговорили уште многу работи. Огромна наука, апсолутно. диететика, Меѓутоа, временскиот термин кој што е посветен на Медика Инфо туку што истекува, затоа секако како врскани останови прашања кои што ги добивме во нашата режија, се надевам дека ќе ги успееме да ги одговориме. Така. Значи, одиме со прашањата од нашите гледачи. Зошто после пораѓај или во процесот на доењето градите се зголемуваат и дали ќе се вратат во првобитната положба? Навистина интересно прашање. Интересно прашање. Да. Одма да кажам, градите не се и не смеат да бидат третирани како декор на жената. Така. Тие природата ги створила за функцијата на доење. Се она другото, се другото е друго. Така. Значи, нивната функција е доењето, нормално дека со доењето и нивниот облик и нивната форма, са некој ќе речат убавина, зашто после тоа не се убави, тоа индивидуално се знае. Да, за некој друг муабет е тоа, не е за наука и тоа. Сигурно дека претрпуваат одредени промени, но мајки кои што вака размислуваат дали ќе ми се расипат градите, дури не заслужуваат ваква емисија да видат. Поред констатација. Уште едно прашање, докторе. Мајка на 2 дечиња, успешна дојлка, 5 дена по породувањето на првото дете се направи оток по десната пазува, кој што остана до ден денес. Само што се намали и тоа е како тврда грудка. После пораѓање на второто дете истото се повтори или зголеми, се уште го има и тоа дали е опасно? Што мислите вие? Не би можел да шпекулирам, тоа треба да го види лекар. Тоа се сигурно некој Ево да упатиме мајката на каков лекар треба да се обрати? Прво на матичниот лекар, тој ќе знае дали се тие, тоа се обично лимфни слезни кои што за време на бременоста и особено за доењето, тоа е цел еден синџир, исто како што нараснува дојката, нараснуваат и тие, но во одредени нормални граници, тоа мора лекар да ги види, да ги пипне тие жлезди и да заклучи од каков карактер се и што понатамо треба. Да се Вака би било се шпекулација, нagađање, а не е добро. Она што како сигурна констатација вечерва го кажавме е дека доењето е навистина битна работа за туку што роденото дете и воопшто за малото човечко суштество на кое што му е потребна основната храна, тоа секако е мајчиното млеко. Верувам дека дадовме доста корисни совети вечерва и охрабривме многу мајки да си ги дојат своите деца. Доктори, ви благодарам за вашето учество во нашата вечерашна Медика Инфо и се надевам дека повторно ќе имаме можност да го продолжиме. И јас многу благодарам. Ако, јас многу често нагласувам, ако со ова помогнавме, макар само на една мајка, така, и тоа е успех. Да се убеди дека треба да се го дои детето, ако убедивме една мајка дека може да се го дои детето, и ако убедивме една мајка дека основното за среќата и здравјето и животот понатамошен на незиното чедо е доењето, тогаш успешно е. Вие кажавте, докторе, многу, јас би се надоврзала на вас. Ви благодарам уште еднаш. Наш вечерашен гостин беше примариус, доктор по медицински науки, специјалист педијатар Климентија Матовски. Се гледаме, докторе, се надевам уште еднаш. Јас ќе додам, само мене во Струга ме познава како дедо Климе и многу ми е подраго кога така ме вика. Така, официјална најава во нашата емисија, секако добивате.
Драги мои, колку ние сме избегали од природата, кога ни е потребна една цела гранка од медицината за да не подучува да делуваме како човечки суштества, кога од самото раѓање на детето нема ништо посилно од мајчиниот нагон, инстинкт за успешно да се потврдува како мајка, татко, брат или сестра. Колку новиот начин на живот, стресот, желбата за финансиски средства, материјални средства не оддалечил од иманентното, човечкото, за да бараме потврда во математички функции и бројки што за претходните поколенија биле толку очигледни. Дали сме поуспешни од нив или одиме назад низ годините слепо, самозадоволни за нешто што воопшто не се можеби наша заслуга? Одговорот побарајте го самите во себе си. Се надевам дека добивте конкретни одговори за нашата вечерашна тема на Медика Инфо, а беше доењето, и оние кои што понатаму ќе следуваат, ќе се однесуваат на нашето четврто издание Медика Инфо, ги закажуваме за точно 7 дена, во истото време 20 часот недела, кога повторно ќе имаме можност да слушнеме многу корисни работи кои што се однесуваат на вашето здравје. И за самиот крај би напоменала како слоган на нашата емисија: имајте чувство за вашето здравје, затоа што можеби здравјето не е се, но без здравјето верувајте дека се е ништо. Пријатна вечер со програмата на телевизијата ВМ.